Во недела почнува летното сметање на времето. Часовниците ќе се поместат за 1 час нанапред, односно времето во 2 часот ќе се смета како 3 часот. Дали ваквата промена ќе влијае врз биоритмот на луѓето? Здравите луѓе ги осеќаат и не е вообичаено да еден организам издржи временска температурна разлика за неколку дена од 20 степени, а не пак хроничните кои што го осеќаат тоа. Значи сите кои што имаат костозглобни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, кои што имаат мигрени, кои што се склони на респираторни инфекции или имаат хронични респираторни инфекции, тоа ќе го почувствуваат. За да не почувствуваат здравствени проблеми, лекарите советуваат хронично болните да ја земаат терапијата која им е препишана од своите матични. Освен хроничните болни, на кои што им препорачуваме да се соодветно облекуваат, значи, ако немаат потреба, многу рано утрински, наутро, кога се многу ниски температурите, да не стануваат или да ја почнуваат активноста малку покасно, кога температурите се веќе подобри. Исто така да пијат доволно течности, соодветно да се хранат, значи ако е поладно времето, ако имаат вирози, да пијат доволно чаеви, да ги пијат лековите. Ако постои акутно заболување, како што се вирозите кои што сега ги спомнав и кои што ги имаме сега повеќе, обавезно да се јават на лекар. Преминувањето од зимско на летно сметање на времето и обратно прв пат е забележано во 1916 година во државите на северот на Европа и сега се практикува во 70 земји. Инаку во Западна Европа поместувањето на стрелките на часовникот е воведено на почетокот на 70-тите години на минатиот век, со образложение дека се продолжува денот, се овозможува заштеда на електрична енергија, се зголемува продуктивноста на работната сила, се подобрува прилагодувањето на луѓето и работниот ден станува поефикасен. Во Македонија летното сметање на времето прв пат е воведено на 27 март 1983 година. Како и да е, не заборавајте да ги поместите стрелките на часовникот за 1 час нанапред.